Ќе отвориме во второ послание до Тимотеј, 2 глава, 15 стих. Второ послание до Тимотеј, 2:15. Труди се грижливо, за да се покаже себе си достоен пред Бога, како работник кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда словото на вистината. Овој стих брат Винко ми го запишал на крштеницата и се разбира, тој тогаш не знаеше дека јас ќе станам некој ден проповедник. Мислам, ќе бидам во улога на проповедник, не сум некој кој што завршил школа за проповедник. Колко што не е ни Јани, нели? Но, без оглед на тоа, мислам, сите ние сме на некој начин проповедници, сите ние проповедаме. И стихот е навистина силен. Мене посебно ми се допаѓа не само заради тоа што е избран како ете стих за мојата крштеница, туку навистина е силен стих и стих кој што повлекува на голема одговорност, поготово за некој како е мене и Јани. Покажи се, вика, како работник, достоен, кој не треба се срамува, кој правилно го проповеда словото на вистината. И навистина секојаш кој ќе застанеш од оваа страна на микрофонот е една огромна одговорност, за да тоа што ќе го кажеш не биде твое, или како и да го кажеш со своји зборови, да биде правилно испроповедано. Оти погоре, предходниот стих вели, ова напомнувај го. Значи, ова е послание на Павле до Тимотеј, и му вели, напомнувај им го, заколнувај ги пред Бога да не се препираат околу зборови, тоа е неполезно, туку е за пропаст на слушателите. Да не се расправаат многу да дебатираат за ова, за она, туку правилно, вика, покажи се како достоен работник кој што правилно го проповеда словото на вистината. Јас се надевам дека како и секојаш досега и денеска ќе дозволам да Господ преку мене проговори и да правилно го проповедам словото. Матеј 7 глава. Матеј 7 глава, последните зборови со кои што Исус ја завршува својата проповед на гората на блаженството. Кажал многу силни зборови, многу силна проповед, од која што можеме да извадиме проповеди за секој ден од годината, би рекол. И завршува вака, од 24 стих, 7 глава Матеј. И така, секој кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, значи, оној кој што ги слуша и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек кој ја изградил својата куќа на камен. Значи, оној кој што ги слуша Христовите зборови, кажани во таа проповед, не само таа проповед, тука е словото воопшто, и ги исполнува, е како благоразумен човек, кој што гради куќа на камен. И таквата куќа, значи, е цврста, обстојува, вели 25 стих, и заврна поровен дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен, на цврста основа. И веднаш потоа кажува, и секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок, многу нестабилно тло, и заврна поровен дожд, и не дојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навали на таа куќа, и таа падна, и низиното паѓање беше големо. Господ не сака никој од нас да падне вака. Ако градиме на вистински темел, на камен, на карпа, ако градиме на Исуса Христа, ако градиме на вистината, тогаш ќе обстанеме пред секаква бура. Што се овие бури, што се овие дождови, што се овие ветрови? Може да значат многу што, неволи во животот. Но, да отвориме во Ефесијаните 4 глава. Меѓу другото, еве што се пред се ветровите овде. Ефесијаните 4 глава.
Читаме од 13 стих, па таму негде до 16. Значи, до крајот на главата, всушност. 4 глава Ефесијаните, 4 од 13 стих. Значи, најнапред зборува за тоа дека Господ поставил едни за апостоли, други за пророци, за евангелисти и така натаму. И зошто е сето тоа? За да се усовршат светите за делото на службата, 12 стих, за изградување на Христовото тело, додека сите ние дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст, за да не бидеме веќе деца, кои ги лулее и ги носи секој ветер на науката, што со човечка измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Што се ветровите? Што вели овде? Науки, човечки науки, и тоа лукаво смислени, значи доведува до итро измислени и лукаво смислени заблуди, човечки науки, кои што можат, ако не си втемелен на вистината, да те однесат и да се сруши куќата, ако не е изградена на камен. Туку говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во секо него кој е глава Христос. Од него целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секој дел дава подкрепа според една мерка на секој одделен дел, тоа прави телото да расте за својата собствена наградба во љубов. Значи, на тој камен, на таа карпа, ние се надзидуваме и надградуваме во вистината и во науката. Но, реков, ако не сме втемелени на вистината, тогаш ветриштата на науката, на науките, кои што во ова последно време, и тоа е предвидено, се посилно и посилно кидуваат, може да не оддуваат многу лесно. Сега, одиме на главниот стих, Јован 7:17. Овој стих ми се врти веќе подолго време, па и темата ни е во пуката, нешто од тој правец. И едноставно Духот Свети ме водеше така да зборувам на оваа тема. Јован 7:17. Значи, знаете, Исус се наоѓа во храмот таму за време на празникот Сеници и проповеда. Правилно го проповеда Словото. Имало ли некој кој што по-правилно го проповедал од него, всушност? И што вели први 16 стих? Нели, му викаат јудејците во 15 стих, како овој ги познава писмата кога не е учел во нашите школи? Што вели тој? Исус му говори во 16 стих, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме пратил. Јас ова што ви го зборам, ова наука не е моја, туку на оној кој што ме пратил. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, волјата на Отецот, Божјата волја, ќе знае дали наукава е од Бога или јас зборувам сам од себе. Многу силни зборови. Значи, како ќе препознаете дали некој ви сервира некоја човечка, добро, итро осмислена заблуда, ајде нарекува наука или некоја нова светлина, како ќе знаете дали е човечка или пак, и како ќе знаете дали тој зборува само од себе. Таквите зборуваат сами од себе. Таквите не ја презентираат Божјата наука, туку зборуваат сами од себе, измислили некоја своја наука. Како ќе знаете? Значи, не е прашањето толку до интелектот, како што гледаме овде. Деме, колку сме сега ние мудри, па да процениме кој. До што е прашањето? Кој сака да ја твори Божјата волја, ќе знае дали науката е од Бога или не. Видите, значи, вистината точно ја разбираме со интелектот, со разумот. Господ ни дал разум. Ја разбираме, ама треба да ја прифатиме со љубов. И само така, ако ја разбереме со разум, нели, со посредство и со помош на Светиот Дух, нормално, ние не можеме сами, ако ја засакаме, тогаш ќе дојдат и плодовите. И тогаш ќе, не само ќе ги слушаме зборовите, туку и ќе ги исполнуваме. Тогаш ќе дојдат плодовите. Ако ја сакаме вистината. Знаете, кога се сака, се може, нели, викаме.
Најлесно е кога сакаш нешто. Второ послание до Солуњаните, 2 глава. Позната глава за нас адвентистите, каде што се зборува за Антихристот. Второ послание до Солуњаните, 2 глава. Ајде, читаме од први стих. Ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето собирање заедно при Него. Не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни од послание, како да е од нас испратено, како веќе да настанал Господовиот ден. Никој да не ви измаме ниту под било каков начин, зашто тоа нека се случи доека први не дојде од паѓањето и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и се воздига над се што се нарекува Бог или светлина, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представува себе си дека тој е Бог. Не помните ли дека ви го зборував ова уште доека бев кај вас и сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во свое време? Зашто тајната на беззаконието веќе действува, само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува. Тоа не е темата сега. И тогаш ќе се јави беззаконикот, кога Господ ќе го убие со здивот на својата уста, ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. Тоа е оној чие доаѓање е според сатанското действување, со секаква сила и со чудесни знаци и со лажни чуда, и со секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат. Зошто ќе бидат заблудени некои изгубени? Затоа што не ја примеле љубовта кон вистината, не ја засакале вистината. Значи, никој нема да каже, Господи, па ја бев заблуден, сете со човечки науки. Не, нема да отпаднеме затоа што ќе бидеме заблудени со некои човечки итро измислени заблуди, туку затоа што сме ја отфрлиле вистината, затоа што не сме ја засакале, не сме ја примиле со цело срце. И дури додава после и вели во следниот стих, и затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност за да и веруваат на лагата. Господ ќе дозволи, со други зборови, да поверуваат во лага, затоа што не ја сакаат вистината. Трето не останува, освен да се закачат за некоја лага. Значи, многу е битно да имаме љубов кон вистината, затоа што ќе бидеме заблудени и ќе не однесе некој ветер на некоја нова доктрина и наука. И сега одиме пак во Матеј 7 глава, да прочитаме дел од стиховите пред она што очитавме. Матеј 7 глава, познате си овие стихови. Читаме од 15 стих, Матеј 7 глава. Пазете се од лажните пророци, лажните учители, како сакате, кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се грабливи волци. И што вели? Ќе ги препознаете по нивните плодови. Дали творат или само зборуваат. Значи плодови, ќе се видат плодови во нивниот живот. Се берели грози од трње или смоква од чичка. Така секој добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. И потоа кажува што се случува со лошото дрво, кој што или не раѓа, или раѓа лоши плодови, се сечи сфрла. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко. Оној кој што сака да ја твори волјата на таткото, тој и ќе ја врши волјата на таткото. Со цело срце го прифаќа Господа, Господ му дава и сила и ја врши Божијата волја. Значи, не секој кој што ми говори Господи, Господи, туку оној кој што ја врши волјата на мојот татко, кој е на небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име, не проповедавме ли во Твое име, не сведочевме ли во Твое име, не дававме ли помош во Твое име, им помагавме на сиромашни и така натаму, не изгонувавме ли бесови во Твое име, не правевме ли многу чуда во Твое име, а тогаш јас ќе им изјавам, ќе им кажам, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене, вие кои што правите беззаконие. Значи, или ја творите Божијата волја, или сте беззаконик. Или има плодови кај вас, и по плодовите ќе познаете. Значи, вели, едно од
работите по кои што ќе препознаеме лажен пророк, лажен учител е по плодовите. Вика, по плодовите ќе познаете. Значи, лажните пророци и лажните учители не ја творат Божијата воља. Тие зборуваат сами од себе, тие кажуваат некоја своја наука. Да читаме во прво послание до Коринќаните, сега 8 глава. Од први стих овде стану збор вели за месото и за идолските жртви и за она месо, чисто месо кое што се пренесувало во божешките ритуали и на преднивните идоли. Во однос на жртвите на идолите знаеме дека сите ние имаме знаење. Значи знаеме дека тоа е чисто месо, со други зборови. Но знаењето вика вообразува, а љубовта надзидува. Значи, човек ако стави преголем акцент на својот разум, својот интелект, своето знаење, може многу лесно да се вообрази. Но еден друг дел овде што е многу побитен, вика и љубовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Ова му испаѓа како она, сега знам дека ништо не знам, нешто слично. Само кажано со апостолски зборови. Значи, ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. Ако го љубиш Бога, ако ја љубиш вистината, ако сакаш да ја твориш неговата воља, тоа е она што е клучното. А не само интелектуално знаење. Затоа што тоа може да вообрази. Че многу е битно дали и ние зборуваме Божие Слово, изнасаме Божие Слово или пак зборуваме сами од себе. Исус таму додава во 18 стих дека оној во Јован 7 глава 18 стих, оној кој што зборува само од себе, што бара? Бара своја слава. Не ја бара славата на Отец, своја слава. А колку ли ги има денеска такви кои што, мислам, во природата на човекот, на грешната човечка природа, да биде славен, да покажуваат на него со прст, еве он колку знае или било што. Галатјаните 1 глава. Видите Павле што зборува. Каков тој однос имал кон Словото, кон науката. Во Галатјаните 1 глава читаме. И 12 стих. Зашто ве известувам, браќа, дека Евангелието кое го проповедам не е човечко. Нагласува, не е човечко. Бидејќи ниту јас го примив од човек, ниту го научив од човек. Туку преку откровението на Исуса Христа. Или преку откровението на Духот Свети, како сакате. Нели? Светите Божи луѓе зборуваа вдахновени од Светиот Дух. Имавме лекција за тоа. Павле кажува, јас ова што ви го кажувам, ова исто како Исус. Исус вели, наукава што јас ви ја презентирам не е моја, туку од оној што ме прати. Павле вели, јас Евангелието што ви кажувам не е човечко, не е мое, не сум го измислил јас, или сум го научил од човек. Павле, со други збори, овде ги фрла сите тие факултети што ги имал, на страна ги трга. Колко и да имал. 2, 3, 4, 5, не е битно. Се што научил на факултетите човечки, секоја човечка наука настрана, не е човечко тоа што ви го кажувам, туку е од Бога. И самиот Исус, веќе спомнавме, нели, во Јован 7:17, меѓутоа во Јован има и повеќе други стихови, па да читаме во Јован 5 глава 19 стих. Јован 5:19. Исус пак во одговор им рече: вистина, вистина ви велам, синот не може ништо да прави сам од себе. Ако не види што прави таткото, зашто оно што го прави таткото, истото го прави и синот. Јас не правам ништо сам од себе. Во 30 стих од истата глава. Јас ништо не можам да правам сам од себе, како што слушам, така судам и мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на
оној кој ме прати. Не правам ништо само од себе. Како слушам, така судам. Цел му е волјата на таткото, не неговата волја. 8 глава, Јован, 28 стих. Затоа Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам само од себе, туку дека зборувам го зборувам она што татко ми ќе ме научи. Татко ми ме научи, значи. Уште една потврда за тоа, како бил и односот Христов кон науката што ја презентирал. Не била негова, како што вели. 12 глава, Јован, 49 стих. Зошто јас не зборувам само од себе, туку мојот татко кој ме прати, тој ми даде заповед што да речем и што да зборувам. Исус ни е пример во се. Еве го гледаме и примерот во тоа како ја презентирал науката. Јас, она што ви го кажувам, не го зборувам само од себе. Како слушам, така кажувам, така судам. Тоа што го приемам од таткото, тоа ви го презентирам, тоа ви го кажувам. Не зборувам ништо само од себе. Колко е опасно ако човек се потпре место на Светиот Дух, кој што е тој кој што ја инспирирал, ја напишал Библијата, можеме да кажеме, и кој што може единствено да ја објасни, место на Светиот Дух, ако се потпре на својот разум, тогаш зборуваме сами од себе и сакајки или не сакајки, можеме да навлеземе во заблуда. Значи, колку ни е необходен Духот Свети во оваа област? Живееме во последно време, кажав, каде што ќе дуваат и дуваат силни ветришта на заблуди. Дали ќе обстанеме, дали нашата куќа ќе падне, или ќе остане цврсто на каменот, ако изградена на камен, се разбира. Јован 16 глава, 13 стих. Уште еден стих, минатиот пат баш коментирав на ова. Исус вели, јас не зборувам само од себе. Што вели Светиот Дух во овој стих? Оно што Исус зборува за Светиот Дух. Во 12 стих вели, имам уште многу што да ви кажам, но сега не можете да носите. Ако ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ви упати во сета вистина. Кој е тој кој што ви упатува во сета вистина, во целата вистина? Светиот Дух. Ама ако сакате, ако не сакате, со сила не. Зошто нема да зборува само од себе. Светиот Дух не зборува само од себе, а ќе зборува оно што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Колку е прекрасно. Кој сме ние да зборуваме сами од себе? Ако не дозволиме да Духот, да Господ зборува преку нас, вдахновени од Духот Свети. Прво послание до Коринќаните, 2 глава. Според стиховите што ги читам, ќе сватите дека на некој начин ова инспирација што ја добив токму од пулката пред се. И овие стихови беа читани, проучавани во пулката. Прво послание до Коринќаните, 2 глава, од 10 стих. А Бог ни го откри тоа нам преку Духот. Што и да треба, што и да е потребно, Господ и нам ќе ни го откри преку Духот. Зошто Духот испитува се, па дури и Божите длабочини. Зошто кој од луѓето знае што е во човекот, освен човечкиот дух кој е во него? Така никој не знае што има во Бога, освен Божиот дух. А ние не го примивме духот на светов, туку духот кој доаѓа од Бога, за да знаеме што Бог милостиво ни дарува. Па и тоа не го зборуваме со зборови научени од човечката мудрост. Уште една се повторува. Туку со зборови научени од Духот Свети, како споредувајќи ги духовните работи со духовното. Можеме ли без молитва, со сите предрасуди о себе, може би по некоје грефче, да седнеме, да отвориме Библијата и да читаме и да ја сватиме вистината каква што е? Не, мора дух
духот да ни ја открие, мора духовно да проучуваме. Тоа е духовна литература, не е тоа роман, не е тоа. А душевниот човек вика не го прима она што е од Божиот дух, зашто е безумство тоа за него. Значи, пазете, ако вие сте можеби телесен, предпоставиме, и се отварате да читате Библија и нормално сега некој дел таму ќе почне да ви штрчи и не ви се допаѓа. И може дури да го сметате за безумство. Затоа што за душевниот човек вика тоа е безумство. Морате да сте во духот, духот да е во вас. Мора да ве води духот. Мора понизно да клекнеме на молитва, да отвориме Библијата и да кажеме Господи, Ти ме води низ ова проучување, да не зборувам само од себе утре, кој ќе треба да посведочим или да излезам на катедра. Неверојатно голема одговорност е да се стои тука и да се проповеда. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува, зашто кој го познава Господовиот ум за да го поучи? А ние го имаме Христовиот ум. Видите, духовниот човек испитува се. Затоа што ја сака вистината, затоа што сака да ја дознае и затоа што сака да ја твори Божјата волја. Римјаните 12 глава. Први и втори стих, познати исто стихови. Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги пренесете Божите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Втори стих вели, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновување на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Во другиот превод вели, за да ја испитате и осознаете Божјата волја. Да испитате, да дознаете, да испитате што е Божја волја и да ја творите, се разбира. Што вели овде? Дека не треба да се тргнеме од светот, од сите тие светски работи. Се да тргнеме на страна со духот, да се обновиме во нашиот ум, за да можеме да сватиме што е што. А тоа го прави повторно Духот Свети. Без него сме немали. Но ние треба да сакаме. Ние треба да тргнеме се што не попречува да живееме еден добар, богат, духовен живот и да бидеме водени од Духот Свети. Затоа што телесниот човек, што вели таму, Павле се бави со тоа во цела 8 глава Римјаните, телото си бара телесни работи, духот, постојано се во борба духот и телото. Без духот, значи, сме изгубени во секаква смисла и можеме лесно да паднеме и да се заблудиме во некоја, да не оддува некој ветер. И сега не може да се избегне овој стих и текст во Дела 5 глава 32 стих. На сите нам не е потребен Духот Свети. Да раснеме, да ја осознаеме вистината, да ја засакаме. 5 глава 32 стих. Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние кои што му се покоруваат или му се послушни, вели другиот превод. На кого Господ го дава Светиот Дух? Ако не се покорувате, ако не сте послушни, значи ако сакате по свое, тогаш нема Дух Свети. Тогаш нема ни да разберете Библијата како што треба, тогаш ќе излезе некоја, може би не да е Боже, ако толку многу сакате самите себе да се прославите, може и од вас да излезе некоја заблудна наука. И да заблудите и други. Се разбира, непокорните исто Господ не ги остава. Значи, Светиот Дух делува. Непокорните, на непокорниот што треба? Први треба да се скрши, први треба да се доведе до покаяние, тоа е се работа на Светиот Дух. Да, што прави Светиот Дух? Да не осведочува за грев, правда и суд. Тоа е Светиот Дух што го прави. Да дојдеме до покаяние, покаяни го оставаме гревот и после тоа Светиот Дух може да работи преку нас. Секако и да разбереме и Библијата и да делуваме на другите околу нас. Господ сака цело срце. Како што беше случајот со Ананија и Сафира. Не половично.
Лаодикејецот го има тој проблем. Не го дава целото срце. И затоа може многу лесно да биде оддуван. Втора книга Летописи, да прочитаме неколку примери. Втора книга Летописи или втора книга Дневник. Во 25 глава. Први и втори стих. Значи, станува збор за Амаси, царот Амаси. На Амаси му беа 25 години кога зацари. Царуваше 29 години во Ерусалим. Која му била мајка, не е битно. И втори стих. Правеше што е право во Господовите очи, ама не со сето срце. Потоа, ако читате натаму, ќе видите дека не ги срушил тие високите висините, да. Ашери, како ги викат таму. Значи, правеше што е добро и право во Господови очи, ама не со сето срце. Или прва книга Цареви, 11 глава. Овде се подразбира за Соломон. 11 глава, прва книга Цареви, од 4 стих. И кога Соломон остари, неговите жени му го свртеа срцето кон други богови. Повторно жените за се криви. Да, ама овие биле незнабожечки жени, значи имале своји богови, се клањале на туги богови. Не збори овде за побожни жени. Значи, кога Соломон остари, неговите жени му го свртеа срцето кон други богови, што му биле потребни толку жени, покрај една, па дури 1000. Кон други богови, неговото срце веќе не му припаѓаше потполно на Господа, како што му припаѓаше, вели, срцето на неговиот татко Давид. Видите, Давид, познат по сите оние греови што ги направил, сепак, Господ што вели за него? Срцето потполно му припаѓало на Господа, Давидовото срце. Кај Соломон во тој период, пред да се покае, не било така. И вели Соломон одеше по Астарота, божице на сидонците, по Мелхома, срам на амонците. И не мора, денеска можеме да одиме не по вакви богови, по некои други. Значи не е целосно предадени. Правеше она што не беше право во очите на Господа и не му се покоруваше сосем целосно, значи на Господа, како што му се покоруваше неговиот татко Давид, повторно нагласот на Давид, како компарација со Соломон. Цело срце. Господ сака. И повторно на Јован 7:17, од кај што на некој начин почнавме, иако почнавме со 2 Тимотева, со мојот стих. Јован 7:17, уште еднаш да прочитаме. Ова мора да ни влезе во глава. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали наукаве од Бога или зборувам само од себе. За да дознаете денеска кој зборува само од себе, а кој ја презентира Божјата наука, пред се клучно е да сакате да творите Божјата волја. Еве, не со мои зборови, туку со зборови вдахновени од Духот Свети, сестра Елен Вајд во Патот кон Христа, глава 12, што да правиме со сомневањето. Еве што запишала. И со овој нејзин цитат ќе заврша. Божја намера е човекот да ги развива своите способности и моќта на расудување. Че Господ сака да го развие нашиот разум, да расудуваме правилно, а проучувањето на Библијата го јакни и облагородува умот подобро од кој и да е друго проучување. Затоа проучувате Библијата. Меѓутоа мораме да се чуваме. Знаете, проучувањето на Библијата неверојатно го јакне разумот, но мораме да се чуваме од обожување на разумот, бидејќи тоа е подложен на слабостите и недостатоците на човечкиот род. Ако не сакаме писмото да ни биде неразбирливо, најјасните вистини несватливи, има денеска луѓе кои што најјасните вистини им се несватливи, односно ги извртуваат
и прават доктрини едно чудо од најасните вистини, најасните стихови. Мораме да бидеме едноставни и да имаме вера на малечко дете, да бидеме готови да учиме и топло да се молиме за помош на Светиот Дух. Свеста за Божјата сила и мудрост и нашата неспособност да ја сватиме неговата големина треба да не вдахне со понизност. Колку можеме ние да сватиме од Господа? Колку ни работи на нас разумот? Ако и толку ни работи. Многу мал процент тамо, едноцифрен. И како ние можеме да сватиме Господа? Значи, свеста за Божјата сила и мудрост за нашата неспособност да ја сватиме неговата големина треба да не вдахне со понизност и неговото слово треба да го отвараме како да стапнуваме во негова близина на свето тло. Треба да ги собуеме обувките, како што Господ му вика на Мојсија пред грмушката. Кога ќе отвориме Библијата, нашиот разум мора да го признае авторитетот кој е поголем од неговиот, од нашиот, значи, и срцето и умот мора да се поклонат пред големиот сум. Многу текстови ни изгледат тешки и нејасни, но Бог ќе ги направи јасни и разбирливи за оние кои на овој начин се трудат да ги разберат. Меѓутоа, без водство на Светиот Дух, секојаш ќе бидеме склони да ги извртуваме писмата или погрешно да ги толкуваме. Многу јасно, нели? Често самото читање на Библијата не носи никаква полза. Внимавајте, често се случува читањето на Библијата да не носи никаква полза. Напротив, нанесува вистинска штета, вика. Значи, ако не сме водени од Духот Свети, ако не клекнеме понизно да бидеме водени од Дух, тогаш читањето на Библијата може и штета да биде за нас. Кој знае што ќе најдеме таму? Се сомневаме во нешто и ако не водат нашите сомнежи, ќе најдеме баш тоа, во кое што се сомневаме. Господ не ги тргнал сите сомнежи, како што вели еден друг цитат, нели? Кога Божјето Слово се отвора без почит и молитва, кога мислите и чувствата не му се посветени на Бога или не се во склад со неговата волја, умот е замрачен со сомневање и во текот на самото проучување на Библијата јакне неверството. Место да црпите вера, се случува обратното. Непријателот го превзема управувањето со мислите и предлага толкувања кои што не се правилни. Ѓаволот е тука, не е далеко. Значи, непријателот го превзема управувањето со мислите и предлага толкувања кои што не се правилни. Кога луѓето не се трудат со збор и со дело да бидат во согласност со Бога, што е тоа? Творење на Божјата волја. Да сакате и да ја творите Божјата волја. Со други зборови. Кога луѓето не се трудат со збор и со дело да бидат во согласност со Бога, тогаш без оглед на степенот на своето образование, тие се склони кон погрешно толкување на писмата и затоа не можеме да имаме доверба во нивните толкувања. Многу јасно. Уште малку. Оние кои ги истражуваат писмата за да најдат противречности, никој тоа го прави. Некој ги истражува писмата за да најде противречности во јасните, да речеме, стихови кои што ги имавме денеска во поуката, за да види дека Светиот Дух не бил Бог, кога стиховите велат обратно. Некој со таа намера проучава и ќе го најде тоа што го бара, да. Тие, вика, немаат духовна проникливост. Значи, го немаат Духот Свети. Туку се на едно опасно тло, со својот разум сакат да разберат, а тука е ѓаволот да им дошепне нешто, да видат нешто што сакаат да го видат. Таквото искривено гледање ќе ги наведе да пронајдат причина за сомневање и неверство, дури и во она што е сосема јасно и едноставно. Иако тие може би го прикриваат тоа, сега една од причините, како ја затоа реков грефче пред многу. Иако тие може би го прикриваат тоа, во поголем број случаеви, вистинската причина за сомневање и неверување е љубовта кон гревот. Учењата и ограничувањето што ги содржи Божјето Слово не се добредодени за горделивото срце кое го сака гревот, а оние кои не се подготвени да ги послушаат незините барања,
брањата на речта, готови се да се посомневаат во незиниот авторитет. Ова е една од причините, според мене, кои што зборам за луѓето кои што не читаат Библија. Ви кажував минатиот пат статистика, православните повеќе од 50% никогаш не прочитале ништо во Библијата. Тоа е анкета правена на ниво на Македонија. Ова, причината е гревот. Тие знаат што може би начуле или од прилика може би знаат што би нашле тамо и не сакаат, не го прифаќаат авторитетот. За да ја доловиме вистината, мораме да имаме искрена желба да ја запознаеме и готовност во срцето да ја послушаме. Еве ги, со други зборови, кажан стихот во Јован 7:17. Сите оние кои со таков дух пристапуваат кон проучување на Библијата, ќе најдат изобилство докази дека таа е Божје Слово и ќе ги разберат незините вистини кои ќе ги сторат мудри за спасение. Христос рекол, кој сака да ја твори неговата волја, ќе разбере дали ова наука е од Бога. Наместо да приговарате и да се сомневате во она што не го разбирате, послушајте го виделото што веќе ве осветлува. Интересно, ова е исто многу битно. Наместо да приговарате и да се сомневате во она што не го разбирате. Секој од нас расте и еден ден се соочува со некој неразбирлив дел од Библијата. Место да приговарате, место било што друго да правите, послушајте го виделото што веќе ве осветлува. Значи, бидете послушни на примената светлина, што веќе ја имате примено. И ќе добиете поголема светлина. И Господ нема да остави, ќе ви го разјасни и тој дел од Библијата. Ама што е условот? Ако веќе ја живеете примената светлина. Со Христова благодат извршете ја секоја должност која што досега ви е јасно покажана. Постапувате, творете ја Божјата волја според она што ви е јасно, што сте го добили веќе, па ќе добиете способност да ги разберете и извршите и оние нешта кои што се уште не ви се јасни. Значи, едноставно можев да излезам и само да го прочитам овој цитат и готово, завршена темата ќе беше, меѓутоа е подкрепа со еден куп стихови, кои што верувам беа доволно јасни да сватиме како можеме да се одбраниме во овие последни денови, кога заблуди има и ќе има уште повеќе. Како да не западнеме во некој од тие заблуди и како да не одуваат ветриштата на заблудите. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.